23 февруари во Центарот за социјални предпријатија во Скопје, Арно го организираше прогласувањето на победничките идеи од третата генерација на млади од проектот Регионален инкубатор за социјални предприемачи. Една година помина од последното гостување за оваа тема и за овој проект. Еве, мило ми е што повторно, оваа 2023 година зборуваме за нова трета генерација, можам слободно да ги наречеме иноватори. Добро утро, ајде ќе почнеме поред. Маријан Ицовски, програмски менаџер во Арно, Никола Вучков, представник на името на тимот ќе го кажете вие, бидејќи јас нема да можам, и Сара Цветковска исто така представник на тим. Аребал. Добро. Малку подоцна ќе кажеме за што всушност станува збор. Маријан, почнуваме поред да објасниме пред се за самиот проект Регионален инкубатор за социјални предприемачи се спроведува во 2019 година. Малку попластично за каков проект станува збор и кој се може да учествува на него? Така, тоа е проект за млади социјални предприемачи, луѓе кои имаат идеи за социјални предпријатија. Ова е веќе трето издание кое го води нашата организација Арно и до сега учествувале 74 млади со 21 тим. Се работи за проект кој е поддржан од Еразмус плюс програмата од Европската Унија, од Француската агенција за развој и од регионалната канцеларија за младинска соработка. И цели на тоа да ги едуцира и да ги охрабри младите да почнат со правење добро преку еден нов концепт на социјални предпријатија, односно тоа се правни ентитети кои што покрај тоа што целат да остварат профит од една страна, имаат и одредена социјална мисија, односно прават одредено социјално влијание. Во програмата имавме 7 тимови и имавме повеќе од 40 апликации, што беше на рекордна бројка за нас оваа година и навистина сме среќни и задоволни што гледаме дека овој нов концепт кај младите се шири и дека сакаат да придонесат да се подобри ситуацијата во нашата држава и во регионот. Програмата е едукативна во смисла на опфаќа обуки, опфаќа семинари, опфаќа менторство и се учи повеќе како да се конкретизира идејата, како да се комуницира, како да се прави маркетинг стратегија, како да изработат бизнис план и се тоа што им е потребно нели да се отпочне со бизнисите. Така, тоа всушност ајде како подпрашање ќе го поставам сега, иако го чував за крај, која е важноста пред се на нели ова поврзување на младите луѓе со организациите кои што поддржуваат социјални предпријатија? Зборувам за важност за целото општество, не само за младите генерации. Така, постои голема важност затоа што низ нашите програми гледаме дека младите стануваат се посвесни и посовесни за општествените проблеми кои не обкружуваат. Генерално кај нас социјалното предприемништво е на еден почеток и морам да кажам дека најголем дел од социјалните предпријатија кои што може да бидат во различна форма, дали невладини организации, дали мали бизниси, дали задруги, се водени и таргетираат млади луѓе. Од друга страна, секогаш кога зборуваме за социјалното предприемништво, треба да имаме во предвид дека се работи за одредена социјална иновација, за нешто ново, за нешто интересно и токму на тоа сметаме на младите луѓе, нели како помодерни, како луѓе што се и подобро образовани, како луѓе што патуваат, како луѓе што впиваат идеи и се обидуваат да ги донесат кај нас. Нашата улога како организација е токму да ги поврзуваме нив и нели да им дадеме мотив да станат социјални предприемачи утре и да се обидат да направат нешто добро. Да, имаме многу луѓе во овие помлади генерации кои што размислуваат надвор од кутијата и кои што навистина им треба само мала поддршка за да нели своите иновации, своите размислувања ги представат пред сите. Никола и Сара, би сакал да ја раскажеме вашата приказна. Прво смеам да ве прашам колку години имате? Ако ми одговорите. Може би не е културно ова, но сакам да доловам всушност колку сте млади, креативни. Немам проблем за тоа. 28. 28. Добро, јас би ви дал 22. 25. 25. Ајде малку околу... Ајде, Никола, ќе почнеме со тебе, да одиме поред околу проектот всушност зашто ти нели доби и парични средства, но доби и пофалба за самата идеја. Станува збор за органско ѓубриво добиено од отпад на кафе. Така. Ни донесе малку и пример да покажеме. Еве го тука на масата, ќе го регистрира колегата. Ајде малку да не воведеш во проектот. Прво да ви се заблагодарам за поканата во оваа утринска програма.
Се работи, значи, нашиот тим, кажем како Coffee Mates, целта негова е да направи рециклирање, односно реупотреба на отпадот од кафе, со тоа што ќе се имплементира циркуларна економија во целиот бизнис модел. И како втор прототип ни е производство на научари, кои што може да се видат овде. Така, ги имаме тука и научарите, направени од отпадот од кафе, да. Конкретно, двајца сме во тимот и целата оваа менторска програма од страна на Арно беше задоволство да се биде дел и со текот на работата се научија многу процеси како да од нешто се направи нешто повеќе, односно од некоја идеја да се креира некој бизнис модел кој што утре може да се имплементира во реалноста, а со тоа, бидејќи се работи за социјален бизнис, да се направи некоја промена во општеството која што би иницирала подобро утре за сите наредни генерации. Може би овие ни се гледаат мали нешта, мали чекори, но навистина се доста важни ако сакаме да го менуваме општеството. Никола, колку си оптимист дека овој еден ваков проект во ова општество може да целосната реализација да ја дочек и да се спроведе? Бидејќи ова е една само почетна фаза, како всушност нели од идејата ја добиваш поддршката и веќе треба допрва макотрпно да се работи. Така. Ние сме пионери во ова што го правиме во нашата земја, така да моментално конкуренција во смисла на креирање на вакви продукти од отпадот кафе се уште нема, така да што и да направиме би било нова, некоја иновација на пазарот и сето тоа нормално подлежи под ризици кои што понатаму ќе бидат предвидени во фазата на инкубација на бизнис моделот, кој што е во нареден процес од оваа поддршка и соработка со Арно. Така. Сега, исто така како најуспешна идеја, беше оценета идејата за производство на играчки, сувенири и мебел, добиени од Кабаст отпад. Сара, малку повеќе околу овој проект? Добро утро на сите, уште еднаш. Сакам да се заблагодарам за вашата покана во вашата емисија. Велат денот, ако денот се познава по утрото, тогаш сигурно ова ќе биде прекрасен и продуктивен ден. Јас сум Сара Цветковска. Тука насмејани дека ние во студио, затоа ќе биде прекрасен денот, така? Да. Сум дел од тимот Ребел. Тука би сакала ги спомнам и останатите членови на овој тим, бидејќи сте тоа тимска работа. Така. Тие се Маја, Елиф, Александра и Љупка. Карактеристично за нас е што сите сме од различно место во Македонија. Значи, јас сум од Прилеп, Елиф и Александра се од Кичево, а Маја и Љупка се од Градско. Како што Маријан знае на шала многу пати да ни каже, ние сме тимот интернационале. Да, Македонија во мало. Така, да. Значи, нашата идеја има за цел, тоа е бизнес план или зелен бизнес план. Тоа ќе биде социјално предпријатие кое што преку реупотреба на кабастиот отпад ќе создава тотално нов продукт, тоест мебел. И исто така од остатоците на изработката на мебелот ќе правиме нови едукативни играчки за деца, како и разни друштвени игри, како за деца, така и за возрастни. Еве да дадам еден пример. Тоа е, например, доколку имаме некоја стара масичка, горе на површината може да се исцрта, пример, шаховска табла или не лути се човече, со тоа добиваме custom-made нов производ, кој ќе биде по интересен. Да, и ќе користи наместо да го фрлиме сето тоа во отпад. Сакаме во нашиот проект да вклучиме маргинализирани лица, сакаме да ги вклучиме занаетчиите. Со тоа директно ќе влијаеме на изумирањето на занаетите, значи ќе го оживиме малку тој дел. Така. Исто така, лаички кажано, всушност ние од отпад правиме вредност, тоест пари, и при тоа имаме огромен социјален импакт. Проблемот кој го решаваме, мислам дека е повеќе од очигледен. Во Македонија има преку 1000 диви депонии, што е навистина голем проблем. Ова сметаме и свесни сме дека ќе биде еден макотрпен процес, пред се да се едуцираат граѓаните тука, да се поткрене свеста за тоа колку е важна циркуларната економија, за разлика
од другата економија, значи имаме zero waste, немаме отпад. Од отпад се реупотребува отпадот и се добива некој нов продукт кој ќе има вредност. Охрабруваат ваквите иницијативи, проекти, може би сме мало земје и далеку зад развиените земји каде што веќе отпадот на вистина се користи и се преработува за многу практични нешта, но верувам дека сите сме оптимисти, дека веќе работите кај нас се менуваат. Кој е вашиот генерален впечаток? Верувам, за да ги создадете овие идеи, овие креативи, требаше од нешто да бидете инспирирани. Секако, значи, ние сме позитивни во целата оваа работа, иако, како што кажав, свесни сме дека ќе биде макотрпен процес. Значи, пред се, нашиот конкретно план е да започнеме со едукација и подкрепање на свеста на граѓаните за циркуларна економија, за рециклирање, за апсайклинг, тоест реупотреба и така натаму. Меѓутоа, позитивни сме и се надеваме дека ќе има исход. Така. Беа наградени овие иновации, Маријан, што потоа? Да. Нели не е таа манифестација што се случи на 23 февруари, поддршката продолжува и понатак. Така, на самиот надпревар, победничките идеи добија по 2500 евра за реализација на нивната идеја за понатамошен развој и добија учество во инкубацијската фаза на проектот, односно тоа е една напредна фаза каде што ќе следуваат дополнителни тренинзи, дополнителни обуки, ќе има дополнително менторство и за нас многу важно ќе има регионална мобилност, односно ќе може да патуваат во регионот на Западен Балкан и да поседуваат други зелени и социјални предпријатија со цел да се инспирираат, а и да донесат некои добри практики дома. Понатаму следи вистинската работа, како што знаеме да кажеме, затоа што се тоа што беше ставено на хартија, се што беше во главата, се тука што е прототипирано, ќе треба да се произведува и ќе треба да се пласира на пазарот. Ни следи еден процес на преговарање, договарање, набарање пазар, набарање купувачи, на креирање маркетинг стратегија и на се она што прави еден бизнис успешен. А исто така ќе следи и регионално вмрежување, затоа што покрај нас како Арно, истата програма се имплементира и во останатите држави од Западниот Балкан, па имаме наши колешки и колеги кои исто така имаат вакви тимови, посветени и мотивирани, кои што со нивните идеи пробуваат да направат нешто добро за заедницата. Оваа заедница за нас е многу важна, затоа што во претходните 3 години успеавме да имаме околу 300 млади луѓе низ целиот регион. Може да најдете барем по еден човек во секој град низ регионот каде што може да пристапите, да разговарате. Имаме наши истомисленици кои што делат вредности и кои што се обидуваат да направат подобро утре за сите нас. Ви благодарам за гостувањето, верувам дека бевте и ова утро за нашите млади гледачи инспирација преку вашите проекти да размислуваат иновативно, да размислуваат креативно и да не се откажуваат од своите идеи. Благодарам за гостувањето. Благодарам.